Добар ден, почитувани гледачи, нашата екипа е тука на пазарот, може би малку подоцна, меѓутоа кога е петок се знае. Пазарен ден во Штип, а екипата е тука помеѓу пазарните тезги. Денеска генерално зборуваме за цените на производите, затоа што се ближат великденските празници. За католиците веќе во недела, односно во сабота е Великден, па нека им е честит празникот уште од денеска, ние им го честитаме со она порака Христос се роди, Христос воскресе, навистина воскресе. Меѓутоа, како што реков, ќе зборуваме денеска за цените кои што за кои што цени, ајде. Кога сме во живо и тоа се случува нормално кога има гужва. Ќе зборуваме со нашиот соговорник господинот Ване Јованов. Престојат великденски празници, меѓутоа за снабдување никогаш не доцна. За да се снабдат со овошје, со зеленчук, за се она што треба за не само овој викенд, но и за предстојниот празничен викенд. Да. Ќе прашаме прво што најповеќе се троши, односно што најповеќе одутринава. 140. Само за кратко, значи што одутринава најмногу се бави? Вака сега од Себали, вака прво да ги поздравиме гледачите и посетителите, многу се навалени, мислам, има пазар добар и барат од зеленилото краставици, марула, магданос, пиперки, нема што не сакат. Добро, како сега со цените тоа што најмногу ги интересира. Во однос на минатиот петок и сега каква? Сега по цената имаме малку пореметување цената на патеџан. Повисока е. Розов е 130, обичниот е 200. Краставицата е 140. Дали таа поскапе или не? Поскапе. Колку беше? Беше 120. Добро. Бананата е иста цена, 80 стандардна. Овие зелените работи сите се упат на цените. Младиот лук, младиот кромик колку? 25. Луку и кромик. Чиста цена. Иста цена, спањако 80. Добро. Имаме цена на магданосо иста цена. Колку е? 40, меѓутоа магданосо сега овие пости малку помалку се бара. Толку се тражи за Великден. Да, за Великден ќе биде малку по. Да, со егнешко. Да. Што е со кромидот, стариот лук, марулата? 50, стариот лук 350, марулата 50, морковот 50 и ово спањакот 80. Роквица 25. Роквица 25, ова што е? Штавел или? Тоа не е нашина така. Ама можеме да кажеме. Да, другото. Добро. Одиме сега пиперката. Пиперката, ова втора класа люта 200 динара, прва класа 250 блага. Цвеклото е 50 и одиме на јагодите. Јагодите 100 динара канче, која е испод 600-700 грама не е доле, значи е добра цената. Крушата е 120, зелката е, што може да се каже многу интересно, денеска е 50 динара парче, која не е ни едно парче испод кило. А е баран? Да, баран е многу. Дали таа е стара, мислам, иста цена и од минатиот или како? Од минатиот пат, односно минатиот пазар е поевтина. Значи поевтинува само зелката. Да. На што е само поевтино од овие зеленчукови? Па можеме да кажеме вака сега зелката број 1, киквичката. Киквата колку? Сега 100 денара килото, а беше и 200 денара порано. Сега, кажаме за патеџаните, да кажеме уште дека се уште држиме, модери се уште држи цена. Колку е 270 килото. Колку? 270. Јаболкото е некаде околу 60, 100, па имаме и 100 горе и 100 од жолтата. Да. Значи тие се цени горе долу. Добро. Колку се мандарините? Мандарината е 90. Иста цена од... Малку е покачена за 10 дена. Значи можеме да кажеме... Тоа е обичаено за неа. Зошто? Мандарината веќе при крај. Да, ја нема толку веќе на такото, не е толку, она ни е актуелна за купување, ама ја нема и онага. Да. Добро, благодарам многу, значи почитувани гледачи. Ја видовте ценовната состојба со зеленчукот и овошјето. Се уште има време, можете да дојдете, да се снабдите со се она што ви е потребно од тезгата на нашиот соговорник, господинот Ване Јованов. Значи, се уште имате време. Повелете, тука има се она што ви треба.